Пожарот што пред неколку дена ја зафати планината Серта се уште не може да се стави под контрола. Гори на 3 точки, а во моментов се интервенира и од копно и од воздух. Вода фрлаат хеликоптери на МВР, Арама, но помош пристига и од Турција. Голем пожар и на Огражден. Таму интервенира 2 ер-трактори од Дирекцијата за заштита и спасување и 2 турски авиони. За состојбата со пожарите од терен се јавува колешката Симона Петровска. Симона, кои се последните информации, каква е ситуацијата и постои ли опасност од ширење на огнената стихија кон населени места? Да, Павле, мора да кажам дека ова е местото, најблиското место до кое што можевме да застанеме за да ја пренесеме сликата од терен, а како што може да се забележи зад мене гори планината Серта. Веќе неколку часа како сме овде, може слободно да кажам дека огнената стихија зафаќа се поголема површина, а овде во општина Неготино има активни уште неколку пожари. Разговарав со градоначалникот на општина Неготино кој кажа дека пожарот е активен веќе една недела и побара помош од надлежните за гаснење на пожарот веднаш. Да ја слушнеме неговата изјава. Веќе 6-ти ден Неготино се бори со огнената стихија. Можеме да кажеме само дека пожарот кој што го зафати околу селото Калањево е ставено веќе под контрола. Уште останува една област Дуница, која што се надеваме дека до крајот на денот ќе ја ставиме под контрола. С планината Серта повторно пожарот стана активен, попладнево, некаде околу 13 часот. Интензитетот на пожарот се зголеми и делуваат противпожарните единици. Како што може да видите позади мене, стана активен уште еден пожар на армискиот полигон Криволак, но сега заради безбедности причини таму не можеме да действуваме. Очекувате помош, еве и премиерот побара помош од соседните држави, помош наша од институциите? Да, секако, очекуваме помош. Добро е тоа што се побара помош да се стават под контрола овие пожари, како што знаете не е само во општина Неготино и другите општини. Сега пожарот кој што е на планината Серта веќе го зафати и Штипскиот дел од планината Серта, така че ни предстои една голема борба за ставање под контрола на овој пожар. На помош дојдоа и штипските пожарникари. Тие ги видовме овде на терен. Тоа го потврди и градоначалникот на општина Штип Иван Јорданов, кој во изјава за Телма кажа дека е во постојана комуникација со надлежните за било каква помош. Да ја слушнеме и неговата изјава. Будно се следат новонастанатите состојби, екипите на територијалната противпожарна единица заедно со волонтери од Македонски шуми, од Арама, од сите други институции се на терен. Морам да истакнам дека на територијата на општина Штип се активни неколку пожари кои што се под контрола и кои што во комуникација со надлежните институции се соодветно третираат. Премиерот Христијан Мицковски побара помош од Република Турција, Република Србија, Црна Гора и Словенија за гаснење на пожарот, а веќе денеска директорот на Центарот за управување со кризи изјави дека веќе турските пожарникари се овде на терен за помош за гаснење на пожарот на планината Серта. Повеќе детали најавувам од прилогот на колешката Викторија Јованова. Турција прва испрати помош за справување со огнените стихии на планината Серта и Огражден на тешко пристапните планински терени од воздух, освен армиски полициски хеликоптери и македонските ер-трактори, на помош утринава им пристигнаа и ер-трактори и хеликоптери од Турција. Конкретно на аеродромот слета еден турски хеликоптер, како и 2 турски ер-трактори. Двата турски ер-трактори заедно со 2 ер-трактори на Дирекцијата за заштита и спасување веќе се полетани и ќе започнат со дејство врз пожарот во Струмичко Ново село, додека еден полициски хеликоптер рано утрово започна со гасење на пожарот на планината Серта, а набргу на него ќе му се приклучи еден армиски хеликоптер и веднаш потоа и турскиот хеликоптер.
Огнените стихии се длабоко во планините, ангажирана е и механизација за да се пробиваат патишта, со цел и од земја да се гасат пожарите. Истовремено, покрај гастењето на пожарот од воздух, се обидуваме да пробиеме патишта за да на некои места со теренски возила изфрлиме пожарникари. Се работат и така наречени противпожарни пресеки кои што треба да го спречат ширењето на огнот, но повторувам, се работи за исклучително тежок терен, испресечен со долови, карпестелен терен, ридски терен, каде што има бујна вегетација, трња, грмушки, нискостеблесто растение, но и шума, што исклучително го отежнува движењето на луѓе по теренот. Така што многу е тешко пожарникарите да дојдат до горливите точки. 4 активни пожари има на планината Серта во Неготинско, Штипско и општина Конче. На терен се пожарникарите, доброволци, местно население, вработени на државни и локални институции, како и припадниците на македонската армија и полиција. Според ЦУК, во последното деноноќие имало 26 пожари на отворено, а од нив активни се 9, врз кои што утрово се гаснат и од земја и од воздух. Од денеска се воведува и целосна забрана за движење во шумите и шумските земјишта. Од јавното претпријатие Национални шуми велат дека забраната започнува од денеска и ќе трае се до денот на нејзино отповикување во терминот од 6 часот изутрина до 20 часот. Целосна забрана за движење се до проценка дека ризикот од шумски пожари е намален. Движењето во шумите ќе биде дозволено единствено со писмено одобрување издадено од страна на припадниците на јавното претпријатие Национални шуми за подрачјето со кое управуваат. Од јавното претпријатие соопштуваат и дека за непочитување на оваа целосна забрана за движење во шумите и шумското земјиште на физичките лица кои ќе бидат затекнати да се движат во шумските подрачја, според законот за шуми ќе им биде изречена глоба од 1500 до 2000 евра во динарска противредност. Инаку и од управата за хидрометеоролошки работи изјавија дека топло и сончево време не очекува и во текот на наредните денови. Инаку да подсетам, владата во саботата најави кризна состојба поради тоа што на територија на цела држава се појавија неколку пожари. Павле, тоа би било се за сега. Повеќе информации и детали најавам во следното информативно издание. Точно така, Симона, ти благодариме за јавувањето. Остануваш со службите во близина на жариштата. Те очекуваме и во наредното информативно издание.